Малиот имал искуство со ножеви. Дури бил и во дом поради тепачка со ножеви. И гледај се, треба да го извадиш, треба да го отвориш, треба да го свртиш, треба да бодеш. Некои X број луѓе стално одлучуваат за нечија судбина. Во случајов имаме 12 поротници кои што одлучуваат за судбината на едно дете. Тоа е основната фабула. Можеш да извлечеш доста паралели. И ова е моје прво искуство, кое што, ете, прва моја улога која има задача да одлучи за животот на еден човек. Во нашава ситуација за животот на еден млад човек. Ова е лик кој нема име, има број. Јас сум го играм бројот 5 во представата и морам да ви кажам дека е лик кој што е тотален опозит од тоа што е мојата нарав и мојата приватност. Ќе станам и продолжам понатаму и сакам. Има доста мизансцена представа, не е дека нема. Напротив, единственото нешто кое што се ограничени е просторот во кој што се наоѓаат. Се наоѓаат во еден затворен простор без комуникација со надворешниот свет, од проста причина за да нема влијание на нивното расудување и се обидуваат да се снајдат во тој микрокосмос кој што го градат самите меѓу себе. Она што е многу битно е дека станува збор за 12 рендом избрани луѓе. 12 луѓе кои што едноставно се доени тука со својот светоназор, со своите погледи на свет, предрасуди, дали се го прави или не се го прави, апсолутно е небитно, едноставно тргнуваат од својот порив личен, приватен, комплексите или било што маните, доблестите кои што ги носат со себе, ги убацуваат у конкретнава ситуација, онда расудуваат од таму поаѓајќи. Али генерално станува збор за некомпетентни луѓе и ова представа зборува точно за тоа, за како 12 некомпетентни луѓе одлучуваат за судбина на еден човек. Кога го гледам, крајот во очи да станам. Во случајов случајно ги имаме најдобрите актери што Македонија може да ги понуди во моментот, особено оние од поискусната, постарата генерација. На почеток сватија сите дека всушност тоа многу јак филм, кој што само може да стане појак доколку сите сватат дека сите со своите доблести и мани може да се помогнат еден на друг и да се надополнат, и да станат една целина која што евидентно еманира нека чудна енергија која што го полуде Скопје. Кога ќе станам, ќе тргнам, ќе станам и продолжам понатаму. Кога стигнавме до моментот дека треба да се прави некаква музика за представа. Задни пат PMG колектив има правена музика за моја представа 2008. Ова не е американски филм. 2007 е Съмнително лице, 2008 е оваа представа. И од тогаш скоро па ич да не сум користел наша музика во представите од различни причини. Најмногу пошто сметам дека песните кои што ние ги правевме, Мирко текстоите кои што ги пишуваше едноставно беа самите по себе толку јаки. Ова е тотално некои саундскејпови и музички атмосфери кои што повеќе ја поддржуваат атмосферата и се обидуваат да го коментираат дејството или да го буквално да му помогнат на дејството да оди во еден или во друг правец. И на крај завршува целата приказна со една наша постара песна, нашиот втор албум, Пријателски оган. Крај на светот се вика песната. Така завршува и представата со Крај на светот. Од нежности сам ќе се вратам.